Општините треба итно да се реорганизираат. Толку администрација, буџетите веќе не можат да издржат, зашто наместо за други важни граѓански потреби, парите одат за плати. Со доаѓањето на функција, новите градоначалници треба да донесат своји тимови за работа, откако мандатот на градоначалникот ќе заврши, да заврши ангажманот на неговиот тим и лицата да се вратат на претходните работни места. Вака секој градоначалник вработува кого сака. Тие остануваат на работа во општините и администрацијата се дува како балон. Изјави министерот Горан Милевски. Со идејата на Милевски се согласуваат и граѓаните кои одамна плаќаат службеници кои ниту ги чуле, ниту ги виделе. Па многу што сега, колку ги има, не видиш сега кажа за вие учениците што завршуваат нема работа нигде за нив. Дојдат овие заposlат, тоа многу е. Па дале вршат тоа работа, тоа е друго 20. Треба да се намалеа. Ја мислам дека треба да се намалеа, има некои дома што седат. Освен граѓаните, подршка на Милевски даваат и градоначалниците. Согласувам во целост со министерот за локална самоуправа. Неколку држави и функционираат со овој систем. Сметам дека треба ова да се случи во нашата држава. На тој начин ќе имаме реално поагилна администрација, бидејќи ќе знаат дека мора да работат во интерес на граѓаните. Дополнително околу зголемувањето на администрацијата прави проблем и законот кој што дозволува продолжување. За овој период во овие две општини се вработени дури 124 лица. Во Каменица во 2006 година работеле 13, а во 2017 38 лица, што е зголемување за 192%. Во истиот период, 2006 година во Штип работеле 61, за во 2017 овој број да се искачи на 160 или 99 вработени повеќе, што е раст од огромни 162% за 10 години. Со овие бројки Штип е на 4-то место во државата, зашто секој 1000 граѓани плаќаат по 29,35 административци. За споредба, во развиените земји овој процент е помеѓу 15 и 17 вработени на 1000 жители. Дали конечно општините се подготвени на ваков чекор? Треба да се размислува, сметам дека првиот чекор треба да биде во насока на кабинетските службеници, да се доведат на нивото на министерствата, а во понатамошниот дел да дискутираме, да разговараме дали е потребно да се дојде и до професионализација на овие први секторски раководители кои што работат во општината. Ке се случи ли навистина нешто на овој план, останува да се види. Но политичарите се особено чувствителни на темата администрација, зашто тие се нивните омилени, стабилни и животворни гласачи.